Почитувани медиуми, почитувани граѓани, како што е ред на крајот на годината, секојаш следи една ретроспектива за постигнатите резултати во текот на работењето на сите институции, така и на Агенцијата за храна и ветеринарство, која како одговорна институција за безбедност на храна и здравствена заштита на животните, преку воспоставениот интегрален систем на контроли, Агенцијата за храна и ветеринарство успешно ја заокружува 2021 година. Реализирани се клучните приоритети, дефинирани и од страната на владата на Република Северна Македонија за обезбедување на највисоки стандарди за безбедност на храна и храна за животни, како и планираните активности на институцијата, а се со една цел зачувување на јавното здравје. Горди сме како институција на крајот на годинава и со подпишувањето на договорот за соработка од областа на ветеринарство, безбедност на храна и фитосанитарна политика во рамките на иницијативата Отворен Балкан, со која меѓу Албанија, Србија и нашата држава ќе се олесни трговијата со живи животни, храна, добиточна храна, со растенија и друг вид на производи. Постоечката законска регулатива и рамката во која се движиме, а се однесувана за безбедност на храна, храна за животни и здравствена заштита и благосостојба на животните, обезбедува солидна основа за производство на безбедна и квалитетна храна. Со контроли и годинава е покриен цел синџир на производство и трговија со храна. Од почетокот на годината, заклучно со ноември, спроведени се скоро 44.000 контроли, со тоа што во текот на овој месец, пред празниците и за време на празниците имаме засилени контроли на терен, се со една цел да се обезбеди здравјето на луѓето во државата, така да ќе стигнеме над 50.000 проектирани контроли за оваа година. Исто така, за утврдените недоследности изречени се 6.290 мерки, од кои најголемиот дел се решенија за отстранување на недоследности, меѓутоа имаме 47 прекршочни пријави и за жал 19 кривични пријави. По сите овие е постапено. Исто така морам да истакнам дека небезбедната храна која како потенцијал можеше да дојде во контакт со нашите потрошувачи е уништена, односно инспекторите подништиле над 15 тони храна, а самите оператори по налог на нашите инспектори уништиле 23 тони небезбедна храна. Исто така, во овој период како институција, можам да кажам дека годината ја заокружуваме со донесување на стратегијата за безбедност на храна за животните за периодот од 2021-2025. Ова стратегија за безбедност на храна и храна за животни е документ со кој се дефинираат правците за развој на националниот систем за безбедност на храна и храна за животни во наредниот 5-годишен период. Во текот на ова година воведовме една новина, односно подпишан е договорот за соработка помеѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми и нашата агенција, а се со цел да се контролира рекламирањето, телешопингот и пласирањето производи и спонзорство за храна и додатоци за храна во програмите, радијата, телевизиите и другите социјални мрежи, каде што за жал досега имаше неуреден простор. Со ова навистина сакаме и во наредниот период да воведиме еден ред во овој начин нов на продажба на производите. Исто така во овој период горди сме бидејќи од страна на Светската организација, односно на ОИЕ, се потврди статусот на Република Северна Македонија на земја слободна од болеста чума кај мали преживари, односно кај овци и кози, и со тоа ни се отвараат странските пазари за пласирање на производи од овци, односно месо, живи животни, овци и кози. Со тоа сигурно нашите сточари ќе имаат голем бенефит. Агенцијата за храна и ветеринарство исто така го ресертифицира воведениот систем за квалитет и во услови на пандемија COVID-19 доби позитивни оценки за функционалноста и
документираниот систем за квалитет, односно неговата усогласеност со барањата на стандардот за квалитет ISO 9001-2015 и премена во пракса на овој систем. Исто така, и ова година, како и во претходните години, продолжува континуитетот на високи оценки на агенцијата од страна на Европската комисија во извештаите кои што ги добиваме и сме една од најпозитивно оценетите институции во државата. АХВ ја интензивираше соработката во изминатава година со сите домашни и меѓународни институции и организации од областа на безбедност на храна и здравствена заштита и благосостојба на животните, како што се Европската агенција за безбедност на храна, Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации, односно ФАО, Светската организација за здравствена заштита на животните и ова година Агенцијата за храна и ветеринарство по прв пат како македонска институција, односно како институција од Република Северна Македонија, сме членки на Европската платформа за благосостојба. Значи сме член од тој стиринг комитет кој ги проверува праксите, меѓутоа директно учествува и во носењето на одлуките. Така да имавме една успешна година, се надевам дека и вам, и на граѓаните, а и нам, наредната година ќе ни донеси пред се добро здравје и поголеми успеси и на личен, и на професионален план, и во моје име, и во име на агенцијата, сакам да честитам нова година и да посакам добро здравје на сите граѓани на Република Северна Македонија. Благодарам.